на каков начин може да подпишуваме и кои начини се поддржани на подпишување. Преку Sign Plus може да се подпишува на далечина, можност за подпишување на далечина со напреден подпис, кој што се прави со така наречените еднократни сертификати, ОТЦ, и овој тип на подпис се издава во моментот на подпишување во рамките на Sign Plus. Тоа значи дека подписниците немаат потреба да се регистрираат ниту најавуваат на порталот. Веднаш штом ќе добијат мејл за подпишување, тие со еден клик на копчето го подпишуваат документот. Исто така, можност за подпишување на далечина ни нуди квалификуваниот подпис направен од сертификат од PAN-ID, кој се издава, и овој сертификат се издава како дел од средството за електронска идентификација, односно електронскиот идентитет, и со овие два типа на подписи може да подпишувате на далечина. Исто така, постои можност и за локално подпишување со електронските подписи, познати под името VerbaSign. Ова ни се добро познати подписи и тоа се подписите на КИПС. Чисто информативно, КИПС досега има издадено над 250.000 сертификати од овој тип и во рамките на Sign Plus може да подпишувате со напреден подпис направен со сертификатите VerbaSign Advance и VerbaSign Pro Advance и квалификуван подпис кој што е направен со сертификатите VerbaSign PKI Token и VerbaSign Pro PKI Token. Значи, овие сертификати се издадени на токен. Значи, да речем, ова беше често поставуваниот и најчесто барање да се одговори на прашањата поврзани за електронските подписи и нивната правна валидност кај нас, па и надвор.